ајварската пиперка од утре па натаму со извршените подготовки, односно известување до откупните центри од страна на преработувачите, да се продава по цена од прва класа 40 денари, прва втора класа 30 денари, индустријска класа, тоа е класа под прва втора класа, исто така за 30 денари и шкарт како класа за 15 денари. Овие цени се во договор со едната и со другата страна и особено апелирам и до преработувачите во наредниот период да се спазат сите обврски од нивна страна за вистинско класифицирање на пиперката и од страна на откупувачите и добивање на точната информација за квалитетот на пиперот и цените кои што ги добиваат. Воедно, во наредниот период кој што следува, значи исто така побарав да имаме континуитет на цената, која што ќе биде на база на квалитет кој што го нудат производителите и истиот тој квалитет треба да биде евалуиран согласно класификациите и да ја добијат соодветната цена, односно овие цени за кои што зборуваме. Воедно апелирам и до земјоделците, својот род да го представат во откупните центри вистински согласно класификациите кои што ги имаат дадено и пиперката согласно таа класификација да биде понудена и да ја добијат цената која што ја очекуваат. Сакам да кажам дека овој процес беше реално макотрпен, но сепак земјоделците заслужуваат својот труд кој го имаат вложено да им биде евалуиран и истиот да го наплатат по завршување на бербата, односно завршување на сезоната, не само за пиперката, и за сите останати култури. Министре, дали овие цени ќе имаат временска рамка за одреден временски период или до крајот на откупната сезона? Така, како што веќе напоминав, овие цени започнуваат од утре и ќе бидат актуелни се до моментот додека имаме пиперка од оранжериско или индустријско производство и цената ќе биде согласно на квалитетот и класификацијата. Оние 25 денари кои што ни беа спорни на почетокот, сега успеавме таа класа на пиперка да ја вметнеме во прва, втора класа, како што земјоделците негуваат да кажат, и со тоа практично големиот обем на пиперката, околу 80% кој што припаѓа во таа класа и овие од 8 сантиметри па нагоре ќе бидат ставени во таа класа и затоа потенцирам дека квалитетот на пиперката согласно класификацијата ќе биде и цената со која што ќе се откупува. Да, добив уверување и гаранции одредени од страна на откупувачите и од страна на преработувачите дека они ќе го почитуваат ова и нормално ние како држава овој процес ќе го контролираме преку Државниот инспекторат за земјоделство и ќе бидеме на терен активни секој ден за да го следиме процесот и објективното проценување на пиперката и задржување на овие цени до максимален период.